Здраво, добродојавте на уште едно предавање по општа хемија. Во минатата епизода заклучивме дека да, се е изградено од атоми и Алберт Ајнштајн тоа го потврди, потврди теоријата дека навистина материјата е гранулирана, но се уште не знаеме како изгледаат тие атоми. Но први, ајде да ве прашам дали сте направиле еден експеримент, кај што дома сигурно се земале некој балон, ќе цртаме црвен обично, не знам, така ми личи на некој балон. И имате некој балон. Сега, ако го истриете од коса и го ставите покрај некој зид, тој ќе се залепи. Тој ќе стои над зидот. Добро, сега зависи колку сте го истриле и колку е голем балонот, но најверојатно ќе стои залепен над зидот. Сега, зашто е тоа? Тоа е поради електростатско привлекување. Односно, балонот е негативно наелектризиран, а зидот е позитивно наелектризиран. Самото тоа ни укажува дека, бидејќи сега знаеме дека се изградени од атоми, дека има некои делови во атомот кои се позитивно и негативно наелектризирани. Но добро, ајде да се вратиме малце. Иначе подоцна ќе објасниме како работи ова. Односно, можеби самите ќе сватите. Добро, ајде сега да го избришеме ова. И сега ќе преминеме на Майкл Фарадеј. Сега, што направил он? Тој работел со катодна цевка. Што е катодна цевка? Катодна цевка е, просто кажано, цевка која е до некој степен вакуумирана. Сега, внатре во нејзе има електроди. Имаш две електроди. Вака. Сега, оваа електрода нека биде позитивно електризирана, оваа нека биде негативно електризирана. Сега, он кога пуштил високонапонска струја од едната кон другата електрода и на крајот од катодната цевка ставил некој флуоресцентен материјал. Сега, приметил дека материјалот на одредено место, односно баш вака под прав агол, оддава видлива светлина. Сега, он забележал дека всушност има некои зраци кои удираат во флуоресцентен материјал. И он тие ги нарекол катодни зраци, но навистина не знаел што се случува во цевката, што е тоа. Но затоа доаѓа J.J. Томсон. Еве го J.J. Томсон. Сега. Еве да го напишеме овдека. Томсон. Тој што направил? И тој работел со катодна цевка, но наместо само така да пушта струја, тој земал две метални плочи. Еве сега ќе ги представиме двете метални плочи. Нека ставиме една плоча тука горе, ќе ставиме една плоча вака доле. Сега оваа долната плоча нека биде негативно електризирана, горната нека биде позитивно електризирана. И го повторил експериментот, односно пуштил струја и пак се случиле тие катодни зраци, но овој пат катодните зраци свртеле нагоре во овој правец. Сега, он со самото тоа заклучува дека кога тука оддале видлива светлина, бидејќи свртуваат нагоре, катодните зраци мора да се негативно наелектризирани, бидејќи овдека е негативната метална плоча, а негативно со негативно се одбива, така да мора да се негативно наелектризирани. Тој всушност тогаш кога го открил електронот, сега користејќи некоја јака математика, он го пресметал кој е неговиот полнеж и ја пресметал и до некој степен масата, но кога забележал дека масата е всушност помала од најлесната супстанца тогашка позната, која била водород, он сватил дека фактички тоа не е ни атом, тоа е дел од атом, некоја честичка која е составен дел од атомите. И он со тоа се охрабрил и го предложил првиот модел на атомот, кој уште се нарекува колаче модел. Вака изгледа тој модел. Значи, представува една сфера која е целта позитивно наелектризирана. Внатре во таа сфера имаш топчиња, односно електрони, кои се негативно наелектризирани. Значи, внатре во нејзе кружат. Сега во тоа време биле познати едни британски колачиња кои личеле многу на неговиот модел и затоа и наречен колаче модел. Еве го тоа колаче. Нели, баш личи на него. Баш е во
овој вид работи моделот, ако го гледаме во 3 димензии, бидејќи дека е дводимензионален приказ ја како што го нацртав. Позитивно исполнета сфера која има негативно електризирани електрони кои внатре се во нејз. Така, добро, овој модел стоел некое време, се додека не дошол Радерфорд. Радерфорд го направил неговиот познат експеримент. Еве го да го донесеме да Радерфорд овдека. Ева вака. Ајде. Радерфорд. Како Форд, марката за кола. Сега, што е тој неговиот познат експеримент? Експериментот со златната фолија. Сега ќе ви дадам еден шематски приказ, па ќе објаснам како работи. Еве, тука имаме еден шематски приказ, како тоа изгледа. И сега ќе го објасниме. Еве, сега да земеме. Но пред да го објаснам, ствари требаше да спомнам, да објасниме некои видови радиација. Значи, ако имаш алфа частички, тоа представуваат хелиум позитивни иони. Бета частички се електрони всушност. А гама частички се фактички зрачење, односно високо енергетско електромагнетно зрачење. Замислете си како некој бран со висока енергија. Но тоа не е и сега толку битно. Важното е, сега ќе го нацртам експериментот. Земал, што направил? Земал една оловна кутија. Ева вака. Внатре во него ставил емитер на алфа частички. Ова дека што го гледате. При крајот, значи го затвори во оловна кутија, бидејќи оловото не пропушта алфа частички. Многу е густ материјал. Ставил златна фолија на излезот од тоа за алфа частички и околу ставил детектор. Детекторот осеќа кај ќе удрат алфа частичките. И ги ослободи алфа частичките, и алфа частичките се очекувало, според Томсоновиот модел, тие треба да поминат скроз право и да го удрат овој дел од детекторот. Зошто требале да поминате? Па еве, сега ќе нацртаме што би треба да се случи ако важи Томсоновиот модел. Значи според Томсоновиот модел, атомите вака да ги нацртаме како цели топчиња. Ова е сега зумираме на златната фолија. На ова е зумирано овдека. Сега, еве тука златна фолија изградена од редици атоми. Тие атоми се со позитивна сфера која внатре има негативно наелектризирани електрони, но тоа позитивниот полнеш е многу мал, бидејќи големи не ни се осеќаат толку и електроните, бидејќи го поништуваат, така да на некој начин е неутрално. Сега, ако би дошле тие хелиум позитивни иони, бидејќи тие се позитивни, односно алфа частичките, не требале да имаат воопшто никаква интеракција со атомите, односно со Томсоновиот модел на атом. Требале да поминат точно низ него. Но што се случило? Најголем дел се уште поминале право и удриле. Но имало некои кои што биле забележени во различни делови на детекторот, односно биле одбиени под различни агли. Некои биле сосема наназад вратени, а некои пак се вратиле точно под истиот агл како што дошле. Значи се вратиле во истата насока. Што се случило? Зошто ова вака? За овој проблем да се реши, мора да се постави нов модел, односно Радерфоровиот модел, кој изгледа на овој начин. Еве го Радерфоровиот модел. Како што можете да забележите, позитивниот полнеш, он го гледал како да бил сконцентриран во еден дел од јадрото, односно во центарот на јадрото. Тој бил отприлика, он како што пресметал 100.000 пати помал од радиусот на атомот. Значи, екстремно мал, не бил распределен низ целиот атом, како што мислел Томсон. Еве сега ќе видиме на шематска презентација. Што е разликата? Значи, кај Томсоновиот модел се очекуваше алфа позитивните частички да поминат право. Значи, не требаше да има никакво судирање. Но очигледно е, бидејќи се одбиваат, сигурно позитивниот полнеш е сконцентриран во еден дел од атомот, односно јадрото. И кога доаѓаат алфа частички од него, мал дел, бидејќи најголем дел се уште е празен простор, односно нема позитивен полнеш, затоа најголем дел се уште поминуваат право. Но мал дел се удираат од јадрото. Некои може да и не се удираат, ама доаѓаат близу до него и се одбиваат, поради зашто се позитивно електризирани, се одбиваат од позитивното јадро. Не мораат ни да го удрат. И тоа бил Радерфоровиот модел. Траел едно кратко време,
се додека млад научник, односно Нилс Бор, не забележал клучна грешка. Што била грешката? Сега ќе видиме. Само ова да го избришеме. Аха, еве ни го Нилс Бор. Да му напишеме името на човекот. Еве, Бор. Нилс Бор. Што забележал тој проблем кај Радерфоровиот модел? Еве да го нацртаме сега моделот на Радерфор, кај што имаш позитивно електризирано јадро, имаш електрони кои се наоѓаат во него. Тие електрони кружат околу позитивно електризираното јадро, но не кружат по дадени патеки. И со самото тоа представува проблем. Ако, например, ти турнеш топка надвор, таа со тек на време ќе застане. Епа, и слично е да речеме со електроните. Тие со тек на време, као што би кружале околу позитивно електризираното јадро, треба да вртат ко успирален пат. И со тек на време да колабираат во јадрото и со тоа ќе колабира атомот. Но ние надвор не гледаме дека цело време колабираат атоми, тоа што значи дека нешто не е во ред. Затоа Нилс Бор предложил неговиот нов модел, Боровиот модел. Сега во ова време мора да напоменам дека и се откриваат и неутроните од страна на Чедвик, односно дека јадрото има и протони и неутрони. Но еве го Боровиот модел. Значи во Боровиот модел во центарот на јадрото се наоѓаат протони кои се позитивно електризирани. Така еве да ги нацртаме. И ајде да ги нацртаме неутроните со жолта боја. И се наоѓаат неутрони кои не се наелектризирани, односно N0 ги пишуваме. Затоа ќе збориме понатаму. Електроните сега и они вртат околу јадрото, но што е разлика кај моделот на Бор? Значи електроните вртат само по одредени патеки, кои он ги нарекол орбити. Така. Сега, зашто да вртат по одредени патеки? Електронот мора да врти само по таа патека. Тој не може да се наоѓа тука измеѓу. Мора да лежи точно на дадена патека и кога тој се наоѓа во таа орбита, тој не троши енергија за да прави кругови околу јадрото. Исто така, дали може електронот да се качува од една орбита на друга? Може, ако му се придонесе дадено количество енергија кое е доволно за тој да скокне од една орбита на другата. Тој тоа ќе го направи, ќе скокне од една орбита на другата и со тек на време, за кратко време, пак ќе падне, бидејќи он секогаш сака да биде во најниската можна орбита, ќе падне и кога ќе падне ќе и го испушти количеството енергија која го абсорбирал. Ово е значи Боровиот модел. Овој модел најчесто се користи во учебници или кога сте во школа, нели најчесто овој модел го гледате во книга. Централно јадро и околу него има орбити кај што има електрончиња. Сега важно е да напоменаме дека овој вид на гледање на атомот не е точен. Односно, јадрото е многу помало. Ние не можеме да го представиме. Да речеме да земеме едно фудбалско игралиште, така? Сега, ако да го направиме едно фудбалско игралиште, тука имаме центар, така имаш голови на страна. Ако цело фудбалско игралиште представува еден атом, тошка јадрото на атомот би било големо колку една џамлија, помала џамлија и тоа во центарот на фудбалското игралиште. Само што се замислите тоа колку е мало, затоа и него црта така во книгите. Ако би нацртале јадрото во споредба со големината на атомот, во реална големина, тоа реален размер, тоа не може да го собере на една страница од учебник. Затоа ги цртаат прилично еднакво големи и протоните, и неутроните, и електроните. И запомнете, не се сите тие топчиња. И атомот не е топче. Добро, некој ќе праша, па како тогашка изгледа тој атом? Вистината е се уште не знаеме, но најдобра претпоставка што ја имаме е следново. Еве, тука имаме една слика, сега некој ќе си рече, што е ова на ништо не личи. Ќе го објасним ова на наредната епизода, но ова е најблиска претпоставка што имаме како изгледа атомот. Вистината е дека се уште не знаеме, бидејќи не е возможно да се види атомот. Например, ти кога гледаш нешто надвор, што да било тоа, да речеме да имаш, не знам, некое топче, и сакаш да го видиш. На кој начин работи тоа? Па светлината доаѓа, се одбива од него и стига до твоето око. Еве, тука ти е твоето око. Ева, како го цртаме окото. И ти го гледаш на тој начин, со одбивање светлината. Односно, се абсорбира целата подрема светлина, но само се одбива
лјаковата светлина, како што е топкава, и ти гледаш дека топката е лилјакова и дека топката е таму. Но атомите се толку мали што светлината не може да се одбие од нив, така да не е возможно да ги видиме. Иако ова е најдобриот модел што денеска го имаме, овој се нарекува квантно-механички модел, сепак како што напредува науката и тој ќе се смени, никој модел нема да остане константен. Но за тој модел ќе збориме во наредната епизода, бидејќи има доста да се каже. Но сега ајде да го објасниме тоа што почнавме тој со експериментот на почетокот на видеото. Значи ако земеме балон и го истриеме од косата, зошто тој си прилепува на зидот? Сега кажавме дека негативно електризирано. Кога го протриваш од косата, тој всушност добива електрони, слободни електрони кои се наоѓаат во твојата коса. Ги вади од најнадворешните слоеви. И тие се прилепуваат на површината на балонот и затоа тој станува по-електронегативен од ѕидот. Ձидот иако не е електронегативен, балонот е по-електронегативен од него, затоа релативно кон него е негативен и затоа и се прилепува до него. Благодарам што го гледавте ова видео, ако сметате дека научивте нешто, стиснете лайк, споделете со пријатели и ќе се видиме во наредната епизода. И како секогаш, останете љубопитни. Поздрав!